Иако летото помина брзо, уште побрзо помина моментот одвај чекам да на училиште. Оти ке речиш. Оти вистина одвај чекаш да се видиш со сите и да видиш кој кај бил, шо бил, да кажеш ти кај си бил, шо си бил. Ама таа убајна трај неколку дена. Уствари зависи од професорите. Кај некој може ќе потребна недела, ама кај некој ше првиот ден ја снема. Оти стално се наоѓа некој ифрит професор, некој што мисли дека тој сега ако не даде домашно првиот ден, ако не направи тест писмена нешто, ако не ги штрекни децата од нигде никаде, да не речам ако не му се плукни во убото лето, тој не може да живее. Тоа му е единствената среќа во живот. Има некои луѓе, некои наставници што не треба наставници да бидат. Значи единствена цел во веко му е, пошто него му било неубо некогаш, а може да и уште му е, да му направи неубо на сите, особено на ученици. Така што ако имате некој таков наставник, професор, то здраве да си го носи. Тоа не е ништо страшно, сите сме имале секакви наставници и професори. Некои од нив дури мислат и дека тоа е единствениот начин за да се допри до децата, да му се обезбеди нивната иднина. Дури мислат и дека се меќиот и нив ги тепале со лениро попрсти, со прачки, со чуда. И сад тие мислат дека услуга ти прави. Шо нема, брат? А исто така многу често децата, особено помладите, ги терат да пишат состави за тоа како си го поминале лето. И ми текнува дека и лани имавме некој сличен муабет вако, ама годинава ќе биде поја. Ако не ми веруваш, почекај шпицата да ја пуштам, па ќе види. Можи, бате, ајде, пуштај. И виж темата како си го поминав летниот распуст е уствари многу убава тема. Може да е една од првите теми кај што децата почнуваат да учат да лажат, поттикнати од своите родители. Оти ќе речи, пусти родители се изгорени да бидат нешто повеќе од другите. Оти што ќе речи народот? Шо ќе речи народот ако речиш ти дека си работел со твоите цело лето? Дека не си бил на одмор. Или дека може си бил на одмор, ама си бил овде негде близко. Како таква работа? Тоа нема шанса, ама. Тоа треба да биде приказно, кога ќе ја напишеш дома. Ќе ти ја напишат дома, ама нема врска. Кога ќе ја напишеш да бе тоа кај беше на одмор на Марс. Буквално го така да. Значи на тој датум влеговме в кола и тргнавме на Марс. И таму бевме во VIP, јадење, пиење, спиење, муфте, све, како кралови не гледаја и седевме 2 месеци на Марс. Знам дека не постои ваков состав, ама кај и да е тука, некој ќе го напиши сигурно. И то не е од сега, тоа секогаш било. Само што сега има ептен замав земено. Ти не знам зошто никогаш не сум разбирала, ама ете поголемиот број на луѓето многу ги интересира што мислат другите за нив. И многу му е то побитно од лекциите што можат да ги научат децата. Јас пример никој сум ја немал тамак. И пошто во лето пример тренирав пливање, професионално се надпреварував и сите марифети. Мене летата на тренинг ми врвеа, јас не ни сакав да одмарам. Оти ќе речиш, оти немаме затворен базен тука, јас не тренирам цела година, па сад ќе одморам некој месец. Тие ми беа. 2 месеци прекусила. Имам кажвано претходно видео. Тамваш са вајле во 6, тргнуваш на тренинг пешки на другиот крај од градот. Тренираш 3 сати, се враќаш пешки, почнуваш да работиш со таткото. Јадиш, тргнуваш па пешки на другиот крај од градот, уште еден тренинг пливање, се враќаш пешки оттаму, умаваш туш, па слегваш в град, излегваш со другари. Се враќаш во 12 сато од Савајле од почеток све. Е такви ми беа летата. И бе кефуј, кога дојдеше некој таков состав кој можев да го напишам. Наместо ми почнува составот и ова лето како и минатото лето, тие бевме таму и таму. Моите состави почнуваа пример со муабето, помина уште едно прекрасно лето исполнето со победи. Ама јас сум таков како човек. Неќам да го правам или да го пишам истото што го прават си. Ако сум сакал досега и кариерата може да поинаква патека кимала. Ама берикјат што нема. Значи преубо ми. И не окажувам ова само за на камера, демек не ми чини мене, ама јас така ќе речам за да мислат кој сакаш, сака нека мисли. Јас ти кажам како се осеќам сега во момент. А нема нешто побитно во животот, тоа да си ти среќен и сите околу тебе да се срекни или да ги правиш посрекни другите. Мислам мене ако ме најдат. Така што не знам дали годинава ги напишавте тие состави или допрва ќе пишите или можда не ги ни пишите поќе, не знам. Ама јас би ве охрабрил вас родителите прво. А ако не ме слушате вие, барем децата нека ме послушат. Би ве охрабрил да бидите искрени, да бидите тоа што сте. Ако си го поминал летото работно, раскажи за работа. Ако си го поминал на улица, раскажи за улицата. Гарант имаш милион случаи. Ако си бил на одмор на село или на ливада или на река негде во Драгоро долу, не знам. За тоа раскажи. Пошто твојата автентична приказна ќе биде сигурно 100 пати поарна од тоа што ќе ти го измисли мајка ти дека негде си бил. Дури да не ти личи така во момент. Знаеш како малите работи ги прат големите луѓе. Не е никаков проблем ти да излажиш за како си го поминал летниот распуст. Сам никому ништо, така не повредваш никој. Не е ништо лошо. Јарно, ама кој ти помини таа лага, ќе протниш уште една негде, да си се пробаш. Па уште една, дур се свртиш, си порастил, си изградил живот на лаги, пред се лажејки се себе. Оти така е полесно. И може да е полесно на момент, ама долготрајно вака, во траењето на еден цел живот, нема потешко. Нема потешко тоа да се лажиш себе си и да си веруваш на лагите што си кажеш. Нема теорија среќен да бидиш во тоа сценарио. Не постои сценарио
такво кај што ти ќе лажиш луѓе и ќе се лажиш себе си и ќе видиш среќа. Освен можда по 2-3 секунди тек тук кај што ќе ти успее да излезе. И сега не викам дека ти таков живот ти имаш ако напишеш таков состав ама ако нешто научи во сите спортови што ги имам тренирано и надпревари што ги имам победено и губено, сите тренинзи, сите настани, настапи, се што сум правил досега. Е фактот дека не прат нас големите работи. Една победа нема тебе да те направи тоа што си, нема да те направи победник, нема да го направи твој карактер. Карактерот ќе ти го направат сите ситни миниатурни нешта што и правиш во текот на ден. Начинот на кој се понашаш, начинот на кој се храни, начинот на кој работиш, учиш, играш, шо и да. Нема поубаво од тоа да живееш вистински и да ги гледаш работите реално, така како што се, и да ги прифатиш како така. Ти не дека нема успешни луѓе што направиле кариера со лажење и така натаму, ги има, а се многу ретки и прашање е дали се среќни. Ти познам многу луѓе што имаат многу работи постигнато, ама никогаш не биле среќни во живот. А ако не си среќен, џаве ти се сите достигнувања. И исто така факт е дека сите што не се среќни во животот и што имаат некаква мака, дали е со алкохол, дали е со храна, дали со шо и да, се таму кај што се заради тоа што се лажеле себе. Ај па ти шо некој пиво ќе манам, не сум алкохоличен. Ај па ти шо ќе си спијанам денес, што има врска денес ако си спијан. Што има врска за викенд ако не сум трезен, шо? Не сум пијаница ја. Турено ракије со салата. Салата без ракија не се јади. Пиво после јадење ако не се напиеш, шо јадењето? Тоа не значи дека сум алкохоличен. И врти сучи со теко на животот. Муабето иди некој пие од мака, некој од савајли. Ама тој цел век ќе се лажи дека не е алкохоличен. Истото и со храна. Јас пример времиња си вели. Ај па ти шо тренирам, шо има врска, шо јадам. И то пази, сум тренирал професионално, со исхрана даена, со сите марифети. Арно, ама ќе победиш, ќе станиш првак, ќе си речиш, абе шо, еве јадам глупости, тренирам и првак сум, шо има врска? Шо има врска, да. Дурне ти ја земат титула. И дурне се опулиш во гледало реално и сватиш дека имаш едно 25 кила, 30 плюс од тоа што треба да има. Отиот ти така ми се јади едно-две чоколада дено и ќе пиеме газирани сокој со шекери по 2-3 литри. И после пробваш да ослабиш, ама не, оти не. Оти си речиш, ај не јадам денес цело чоколадо, ќе јам пол. И па бате, нема да ослабиш со таков став. Ај не пијам цело шише денес сок, половина ќе го мани. Прво и основно самиот знаеш дека нема половина го мани. Испиеш поќе ако не и цело. А истото важи за чоколадо. И дури да го направиш то половина и то половина, то нема ти смени ништо во век. Оти ги надокнадиш тие калории со нешто друго. Ке си најди. Кога се лажиш сами од себе си најдиш ти чар. И времења ги си правиш бајрам сумо дека еве поќе ќе вежбам, за да не мора да не јадам работа. Ама така не можеш да го победиш, не можеш да постигнеш тоа што сакаш да постигнеш. Исто така не можеш да постигнеш тоа ако не купуваш дома работа. Добро, на некој тоа му успева. Ама не е тоа поента, пак не победа. Знаеш што е победа? Победа е да ти е полн плакарот, со работи што не треба да ги јадиш и да знаеш дека се таму. И да ти бара душата, да ти гори да касниш благо. И ти дојдеш да го отвориш тој плакаро и да му речиш не јам денес благо и да го затвори. И не да дојадваш други работи одстрана, туку да не јаеш ништо освен тоа што треба да го јаеш тој период. А за да имаш сила да го направиш тоа, треба да почнеш да бидеш реален кон самиот себе. Да прекиниш со сите можни изговори што денешното општество ќе ги измисли само за да угоди на своите муштери, што трошат ненормални суми на пари на јадење, пиење и на лекој после јадењето и пиењето што нели се многу здрави. Најголемиот изговор од сите, ајбе па ти еднаш се живи. И што треба ако еднаш се живи? Секој ден да се клюкат алкохоли, цигари, јапо и после и супер е животот демек. Не сте свесни колку поќе има во животот. Сум што знаеш како? Кој ме праша? Се одучувал песот касапница. Така, што река, заминав темата, а за распустите ќе збора. Муавето ми беше. Би сакал да можам да ве охрабрам, да почнеме да враќаме реалноста малце во мод. Од лажни луѓе и лажни профили и лажни слики по Инстаграм и по чуда и од лажни видеа, свето почнува да во неповрат. Луѓето почнуваат сите да си личат со исти шминки, со филери, со ботокси, со мотокси, со чуда, зошто од пуста желба да бидат сите прифатени од општество. Мора убајната во разликата е, не е во исто. Не е убајната во тоа ако излажиш дека си бил Дубај на одмор. И ако пишеш дека си седел 20 дена наместо 2 дена викенд. Нема убајна во тоа. Ти колку и да не ти чини реалноста во моментот, колку и да мислиш дека не ти е убаво, чувството го ќе ја напишиш е милион пати поубаво од чувството го ќе излажиш. Не, мисля мене ако ме најдов. И мисля дека доволно длабоко влеговме денес. Ама скрос не беше план овака да одим муабето. А знаеш како? Кој те праши? Како што рековме да правев планови или сценарии или нешто, може да ќе одеа по некој тек работи. А мене секое снимање лотарија ми. Ќе пуштам камерата, одбирам за нешто што ќе зборам, кај ќе фати муабето, нека фати. Ако чини арно, ако не, кој те праши? А така. Ај се имајте убав ден, останете на нашата програма и се гледаме следна епизода. Поздрав!